Среда, си върви неделава, а ние си лаеме и пак криви. Вчера се понадвав дека денеска за журки ќе се избориме. Ама тапа, слабо журки вчера. Имало една набихачка, ама приватна била, така да официјално не знаеме како си поминале. Ослед изјавите што се дадени пред камера после журката. Инсайдерсите, оговаранци се важни. Да, вчера мала забава имаше и во МАНУ. Машала, вчера и членовите на Македонската академија на науките и уметностите, или во народот познати како МАНУ, се закачија за платформата. Или така наречената платформа. Гледам сега така модерно е да ја викаш. Или, уствари, програма било. Како и да е, некои од академциве заклучиле дека таа била алатка за дестабилизација на државата. Ајде, стварно? Еден од албанските членови рекол дека нема да се случи трагедија со македонскиот јазик ако е објавена една политичка платформа во Тирана. Чекај сега, нели не беше тиранска? Џабе ќе оговараме што рекле и како им поминала седницата. Единствено паметно е што заклучиле дека во земјава треба да се направи попис и да се одржи друга седница на која ќе дојдат подготвени, а не да импровизираат. Соседи, ко за мене да се збори. Да, море академци, нели еден куп школа имате завршено. Се заборавиле ли дека на час не се оди неспремен? Види го ти Ван Хауте или Ван Хојте, никад не сконтав како е правено, и онака небитен си. И он журка сам со себе си направил и отворено напиша дека федерализацијата во 90-тите била ефикасна алатка за решавање на конфликти. Се извинувам, се потресов. Како и дека за Македонија таа би била позитивна работа и оти би создала стабилност. Ова сватете го како покана за следната журка на Белгиесов. Кој не се сложила? Предавник! Опсто прв си кажав. Доста више. Си се смачив сам на себе, а не па на вас. Добро. Не ми е денот. Џабе пробувам да се расположам. Претеравте со негативна енергија. Не можам да неутрализирам само со зборење. Ке треба нешто појако да конзумираме. Иш бури негативна енергија. Така. Чек, само уште нешто да прашам. Пред да почнеме да му фаќаме сер на светот, пошто ние нели најболи сме. Песната за рекламата за концертот на Биело дугме, која бираше? Сакате нешто да ни кажете? Денеска отварам очи после сите овие години. Ниту јас те сакав тебе, ниту ти ме сакаше мене. Само стара навика да ти било. Ке треба на бајачка да одам изгледа. У све почнав заговор да гледам. FBI направил статистика кои хороскопски знаци се најопасни. Фала Богу, сега имаат уште еден аргумент плюс зошто треба некого да следат, да малтретираат, да ставаат во тајни затвори. Луѓето родени во хороскопскиот знак рак да ти биле најопасни. Девојка ми е рак. Повеќето манијаци биле ракови. Најлесно бивале поради љубомора и биле склони кон нагли промени на расположението, што е и една од главните причини за проблеми. Пак ќе кажам, девојка ми е рак. Абре, FBI, од вас има ли бе поголеми манијаци? Па дали сте малце нормални? Одма да се провери што се хороскоп, сите политичари, експерти, колумнисти и така натаму. Да знаеме со кого си имаме работа. Затоа што ако FBI вика дека треба да внимаваме и на хороскопот, тогаш мораме. Само што заборавија да кажат или намерно не открија во кој хороскопски знак биле тие што ја смислиле таа статистика. Продолжуваме со останатите вести од светот. Пратениците во Канада или Кенада работат на закон со кој ќе им забрани на фирмите да бараат од своите вработени од женскиот пол да носат високи штикли на работа. Браво! Браво, кај ви текна. Вие сте закон. Има и хаштаг
Канада, под кој ќе се пишуваат сите позитивни работи што се случуваат. Мислам, хаштаг, Канада, ме свадивте? Под кој ќе се пишуваат сите позитивни работи што се случуваат во оваа прекрасна земја. Таа прекрасна земја со најпрекрасниот премиер на светот. Сега македонките ќе имаат уште една причина за паѓање несвест по Џастин Трудо. Види го ти Џастин, он не бар од жените да одат со штикли на работа. Златен. И ние сакаме да имаме премиер како Џастин. Сакате, ама кога ќе почнете да се понашате како канаѓанки, може ќе сака некој таков да ви биде премиер. До тогаш... А папата, слушнавте? Сака ептен шизик да се прави. На атеистите им порача дека не треба да веруваат во Господ за да одат во рајот. Сега, не ме баш јасно кого на атеистите им чуе за рај или пекол. Ама, убав гест од папата. Со утешни зборови за сите. Сега, искрено ми олесна. Одма е друго. Ултраконзервативното исламско кралство Саудиска Арабија решило да покаже дека се демократизира и основало женски совет. Сега проблемот е во тоа што на светот, на советот се извинувам, не присуствувала ниту една жена. Ама, важно, мислат на нив, така ќе се вика. Според BBC на фотките од Советот нема ниту една жена, пошто они биле во друга просторија и со маживе контактирале преку видеоврска. Ама, ни тоа не го видовме. Извори кои сакале да останат анонимни, затоа што се плашат дека, може да ги снема, откриваат дека Саудиска Арабија од следната година можда и 8 март ќе го одбележува. Не ми текнува уште со што да ви го одвратам вниманието од нашево секојдневие. На државно ниво, знаете. Од што не знаете како да си објасните што уствари ни се дешава и што не спопадна, и Нострадамус го извадивте, па Баба Вангја и компанија. Бајачки луѓе, бајачки за вас, за нас, за нив. Туку кога сум веќе кај мојата параноја дека во све гледам заговор, сакам да прашам нешто лично за мене. Абе, продюсер, зошто шпицата за Локумов почува со комбе? Нешто да не сакаш да ми кажеш мене? Демек, комбе треба да ме однесе на крај од Локумнава или комбе од некоја институција ме носи до тука? Или пак, комбете од оние со опрема за прислушување и да пазам што зборам? Не знам, ова комбево некако... ваljda знаеш што правиш, не те прва емисија. Бога ми ни мене. Стајте маските, не кривете капата и терајте. Кој знае до каде можете да стигнете. Ако не и за вас, по едно комбе ќе нарачаме. Се гледаме утре. Останете со ТВ Нова. Чао.